Ова тема за крајот на светот или Христовото доаѓање е тема која ги потекнувала на размислување христијаните из целата историја на црквата. И целата историја на црквата е обележена со периоди во кои христијаните верувале дека веќе доаѓа времето на крајот, времето на Христовото доаѓање. Има еден таков период на крајот на 80-тите години, кога еден пастор во Америка, Едгар Вајснанд, напишал книга 88 причини зошто крајот ќе се случи во 88 година. Поминала 88 година, книгата која била распространата низ многу цркви и ја читале многу луѓе, се покажала како неточна. И затоа следната година тој напишал друга книга, во која објаснил зошто не дошол Исус во 88 и напишал исто толку причини дека Исус ќе дојде 89 година. И пак не дошол. И не напишал следната година нова книга, се откажал. Многу пати христијаните, верувајќи дека доаѓа крајот на времето, си ги дури одели до тоа што си ги продавали имотите и се собирале на место во ден за кој очекувале, во кој очекувале дека конечно ќе се случи крајот и Христос ќе дојде. И тоа се повторувало многу пати. Таквите реакции на христијаните сигурно се поттикнати од нивното искрено верување дека Христос скоро ќе дојде, од искрената желба Христос скоро да дојде. Но исто така, овие случувања, овие феномени во историјата на црквата, ги поттекнувале христијаните кон активност, знаејќи дека Христос скоро ќе дојде, кон будност, биле некакво решение за летаргијата и апатијата на црквата, но исто така поттикнува едно друго прашање. Знаејќи дека Христос скоро ќе дојде, дека се ближи крајот на се, како да се однесуваме во овој период кој ни останува до крајот? Што треба да правиме? Дали да се ги продаваме имотите и да чекаме Христос да дојде? Дали треба секој сабајле да се будиме, гледајќи кон прозорецот, низ прозорецот кон небото, ако е сончево, значи Христос нема да дојде, зашто Христос ќе дојде на облаци. Ако облаци можеме, треба да бидеме спремни. Нешто се слуша. Значи може и ова вечер да дојде Исус. Преку дента немаше шанси, зашто беше така ведро. Што треба да правиме? И овој текст на апостол Петар се занимава со тоа. Тоа е едно упатство кој го дава до црквата, до кој што пишува до христијаните, бидејќи тоа е соборно послание до христијаните, како да се однесуваат. И оваа тема која нели ја разгледавме во текстот, ја видовме, се познавме така површно, можеме да ја сумираме во следната реченица. И тоа е она што сака да ни го каже авторот, идејата која е вложена. Бидејќи крајот е близу, црквата треба да го прославува Бог. И тоа преку 3 дејности се внесени во текстот: молитва, љубов и служење еден на друг. И овој текст убаво е да го ставиме во целиот контекст. Нема текст без контекст. Минатиот пат говоревме за судот. Апостол Петар говореше за внимателност на животот на земјата, времето што ни останува да го живееме внимателно, зашто Бог е готов, вели, да ги суди сите живите и мртвите. Тоест, Божиот суд е извесен, тој со сигурност ќе се случи и е инклузивен. Сите ќе ги опфати. Никој не може да побегне. Затоа треба да живееме внимателно. Од друга страна, ќе видиме ние следниот пат, од 12 стих почнува да говори за искушенијата или за страдањата. Дека се неизбежни. А пак во страдањата, луѓето од црква може да се сближат, да се сплотат повеќе, но страдањата може пак и да ги свртат еден против друг. Прек синоќа на младинскиот час се говорило за двете страни на страдањето, на искушението, на испитанието. Еден исти настан може да поттикне човек кон поголема вера во Бог, но може да го искуши
и да се откаже од Бог. Може да го предизвика да се посвети повеќе кон Бог, но во зависност од неговата вера може и да го расколеба во верата. Така да страдањето е искушение и испитание во исто време. И имајќи во предвид дека тие страдања, искушени, испитанија се известни, ќе се случат сигурно и се случуваат, и веројатно со текот на времето ќе бидат и посилни, затоа ги предупредува апостол Петар, треба да внимаваат на нивниот живот, да устојат во верата и покрај се, знаејќи дека крајот се ближи, а крајот сушно значи и сигурноста на судот, на кој секој ќе даде отчет. И затоа е внесен овој текст точно на оваа место. Пред судот и, тоест после судот, предупредувањето за судот и пред она предупредување за страдањата. Имајќи во предвид дека ќе поминате ни страдања, живеете како треба, живеете го животот на земјата до крајот, бидејќи сите ќе се соочиме со суд. И тоа е основната мисла, но близу е крајот на се. Зошто го пише ова апостол Петар овдека? Ако го разгледаме така подлабоко и првото и второто послание, ќе видиме дека тоа е под напад, тој и христијаните се под напад од неверниците, од скептиците во однос на Христовото доаѓање. Кога апостол Петар го пишува ова послание, поминале 30 на години од воскресението и вознесението на Исус Христос. А раните христијани пак живееле со исчекување, секојдневно исчекување дека Христос ќе дојде секој миг. Ние денес мислиме дека крајот е близо, но верувајте дека раните христијани биле многу поубедени од нас дека многу брзо ќе дојде Исус Христос. Дека крајот на се е многу близо. Затоа раните христијани се однесувале така многу несериозно кон библиските текстови дури. Не немаме литературни артефакти од раните христијански дела се до средината на втори век. Христијаните воопшто не се труделе да ги зачуват во библиотеки, зашто верувале дека крајот е близо. Зошто воопшто да создават христијански библиотеки, зошто воопшто да пишат биографии на големите христијански водачи, епископи, кога крајот е близо. Дори средината на втори век почнува да опаѓа таа надеж за скорошно Христово доаѓање и тоа што се појавуваат и библиотеките, и тоа што се појавуваат и првите житија и така натаму. Тоа што се јавуваат христијанските школи. И во едно такво исчекување на скорешно Христово доаѓање се случува нешто што не го очекувале христијаните. Некои умреле, а Христос се уште не дошол. Тие верувале дека додека се уште на земјата и дека се живи, Христос ќе дојде. И сега што да правиме? Овие умреа, значи се загубени. Апостол Павле објаснува се во првото послание до Солунците 4 глава, што значи смртта на дали тие се загубени, што умреле пред да дојде Христос. Но овдека апостол Петар дава одговор за Христовото бавење и охрабрува: не грижете се. Христос, крајот доаѓа. Иако поминаат 30 години, крајот наближува. И сега, таа скепса или тој подсмев што го искусуваат христијаните за скорешното Христово доаѓање, денес е уште поизразен. Поминаат 2000 години. И луѓето велат, неверниците, циниците, кај Христос? Помина 2000 години и вие се уште верувате. Колку треба да бидете луди, па да верувате дека навистина Христос ќе дојде. 2000 години го очекуваате, се уште не дошол. Апостол Петар дава на крајот на второто послание објаснување, говорејќи за релативноста на времето. Бог е во вечноста. За Бог 1000 години секако еден ден. Еден ден и обратно. Не можеме така да гледаме на времето, а од друга страна Бог ги бави нештата, зашто во Божјата милост тој сака сите да се спасат. Никој не сака да загине.
Едно е сигурно, вели апостол Петар. Близо е крајот на се. И во индивидуален поглед, независно од тоа дали знаците на времето денес со сигурност ни кажуваат дека Христос скоро ќе дојде или не, независно од сето тоа, има еден сигурен факт. Крајот на се е близо за секој еден од нас, индивидуално. Никој од нас не знае дали ќе го доживее крајот на оваа година. Крајот на се за секој од нас навистина е близо. 1 година, 10 години, 20, 50. Не знаеме колку, но близо е. И неизвестен е крајот на се за секој од нас. Затоа вели апостол Петар, правете го она што е правилно. Зашто на крајот, кога ќе дојде крајот на се, доаѓа Христовиот суд. А што треба да правиме? Додека да дојде крајот, додека да дојде мојот крај, твојот крај, додека дојде крајот на се. Треба да го прославуваме Бог. На крајот на 11 стих е кажано, и сето ова што го правите, треба да биде за да се прослави Бог преку Исус Христос, чија слава и владење се вечни. Тоа е нашата цел во молитвата, во служењето, во љубовта. Да се прослави Бог преку Исус Христос. Сега, што значи да се прослави Бог? Како можеме да го прославиме ние Бог во сите тие работи? Божјата слава го означува Божјото величие, Божјата важност, Божјото значење. Зборот кабот во Стариот Завет, кој ние го преведуваме како слава, означува тежина, вредност, величина, нешто многу значајно. И кога се употребува тој збор за некој, целта е да се покаже колку тој некој, кој е славен, е важен, е значаен, е голем, е величенствен. Истото значење го има и докса, грчкиот збор, кој се употребува нели во Новиот Завет, значи респект, реноме, значи важност. И кога се употребува тој збор за Бог, се покажува со тој збор слава Божјото неограничено величие. Она величие кое преку Божите атрибути ни се покажува нам на земјата. Божјото величие, Божјата слава која преку атрибутите сјае посилно дури од сонцето. Многу места во Новиот Завет е представена Божјата слава како светлина посилно од сонцето. На планината на преобразувањето, лицето на Исус сјаеше како сонце. Кога апостол Јован го виде во Откровение 1 глава, светеше неговото лице посјајно од сонце. Тоа е величието на Бог. И сега како ние можеме да го прославиме Бог? Зашто тоа е нашата задача тука на земјата, да го прославиме Бог. Да го прославиме Бог значи тоа Божјо величие да го покажеме преку она што го правиме, молитвата, служењето, љубовта на другите. Тоа е нашата цел на земјата. Да го покажеме Божјото величие на другите. Тоест, Бог да изгледа во очите на другите онаков каков што е, голем, величенствен. Нашите животи треба да бидат такви, што кога луѓето ги гледаат, да добијат представа за еден голем Бог и да кажат колку е голем Бог. Од нашите животи зависи дали луѓето ќе добијат представа за мизерен Бог или за голем Бог. Ако има мизерни животи, луѓето ќе си кажат овие имаат мизерен Бог. Ако имаме славни животи, во очите на луѓето ќе се добие представа за еден славен Бог. И тоа е нашата цел. Во нашите животи да се види славата на Бог. Оваа слика што не открива? Не открива Божјата убавина. И оно што ја правил сликата, имал за цел да овековечи на лента, на слика, дел од Божјата убавина. Луѓето кога ќе ја видат сликата, да си кажат колку е голем сликарот. Не. Јас не верувам дека некој кога ќе ја види сликата ќе си помисли на фотографот.
дури не знаеме кој е фотографот, нема да се запрашаме, туку ќе си кажеме и колку убава природа, колку е величенствена природата. Зашто тоа била и целта на фотографот, да ни ја долови Божјата убавината на природата. Тоа е целта и на нашиот живот, додека не дојде крајот на се. Во се што правиме, да се покаже Божјото величие. Луѓето да кажат не колку е голем овој, туку колку е голем Бог. А за да се случи тоа, за да луѓето во нашето служење ја видат Божјата слава, Калвин го има тоа кажано, го има напишано во 3-та книга на Институтите, 13-то поглавје, за да се види Божјата слава во нас, треба да расчистиме со нашата слава. Зашто нашата слава пречи да се види Божјата слава. Кога служиме, кога се молиме, кога живееме во заедништво, во љубов, целта треба да ни биде во сето тоа да се покаже Божјата слава и на Бог да се одаде славата и честа на крајот. И тоа е идејата. И тука посочува, рековме 3 области, ќе ги видиме сите 3 области во натамошниот тек. Црквата треба да го прослава Бог со молитвата. Па бидете мудри и бодри во молитвите, пишува апостол Петар. Зошто или како молитвата го прославува Бог? Што правиме ние со молитвата всушност, молејки се? Ми во молитвата ние откриваме, признаваме немоки, слабост. И во исто време семокност кај Бог. Покажуваме зависност од Бог во молитвата. Кој не се моли? Не се моли оној кој мисли дека не му треба помош, кој мисли дека е силен, супериорен, дека е способен, дека е самодоволен. Тоа он што го има како сила, способност, се доволни да успева и да живее. Молитвата доаѓа со сознанието дека ние сме слаби, ограничени, немокни, а дека Бог е семокен. И осознавањето на нашата ограниченост и Божјата семокност не поттикнува на молитва. И во молитвата всушност ние го прославуваме Бог. Во молитвата ние покажуваме дека се што правиме, сите наши успеси се благодарение на Бог. И така се оддава славата на Бог. И тука има 2 зборчиња кои ја потврдуваат ова, ја аргументираат ова идеја. Вели, бидете мудри и бодри во молитвите. Зборчето мудри нема многу значење со мудрост. Нема ништо заедничко со Софија, со зборот Софија. Зборот е софронео, кој сушно значи да се има реална оценка за себе, за нас самите. Ово исти збор апостол Павле го употребува во Римјаните 12 глава 3 стих. И тоа што е подцртано е превод на истиот збор софронео. На секого од вас му кажувам да нема за себе повисоко мислење отколку што треба да има. Туку нека има за себе поскромно мислење, за да расудува според мерката на верата што Бог на секого му ја одмерил. Гледате тоа зборче како е преведено, правилно. Поскромно мислење. Зборчето мудрост нема никаква врска со оригиналниот збор. Значи, да имате скромно мислење и да бидете бодри во молитвите. Скромното мислење ќе не поттикне, или реалната представа ќе не поттикне кон молитвата. И тука повторно се покажува вистината, библиската вистина, дека опасноста, реалната опасност за човекот не е ниското мислење, туку високото. Современиото хуманистичко општество охрабрува да имаме високо мислење за себе. Ти заслужуваш, ти треба да го имаш, природно ти припаѓаат нештата. Бог треба да ти служи тебе, зашто се врти околу тебе. И ако ти немаш високо мислење за себе, ти не можеш вистински да живееш
И ако немаш вистинско мислене за себе, ако не се сакаш сами од себе, ако не си егоист, ти нема да ги сакаш и другите. Во Библијата коренот на проблемот се открива во егоизмот, во високото мислене за себе, во високомерието, во ароганцијата, во гордоста. Еден куп библиски текстови предупредуваат дека превисокото мислене за себе доведува и до отфрлањето на Бог. Гордоста е основниот проблем на човекот. Скромниот поглед на себе, сознанието дека сме грешни и слаби, ќе не води кон молитвата пред Бог, кој е свет, силен и така тој ќе се прославува. И второто нешто е збор што бодри. Ова зборче, истото ова зборче, на другите места во истото послание се преведува како трезвени. И тоа е значењето, трезвени, но не во смисла на абстиненција од алкохол, туку на внимателност, на предпазливост. Трезвениот човек, во смислата на овој збор, е внимателен, размислува правилно и постапува правилно. Всушност тоа се карактеристики на човек кој не е под дејството на алкохол. Ако ти си под дејството на алкохол, не можеш да гледаш добро, можеш да гледаш двојно или тројно, нема да размислуваш како што треба и нема да постапуваш. Но проблемот е што многу луѓе и кога не се под дејство на алкохол и воопшто не вкусили алкохол, пак не се трезвени во своето однесување. Нити гледаат како што треба, нити размислуваат како што треба, нити постапуваат како што треба. Ние имаме одговорност да бидеме трезвени. Истото ова зборче малку понатаму, во 5 глава 8 стих е употребено, кај што вели, бидете трезвени, зашто ѓаволот, вашиот непријател, е како лав што рика и обиколува гледајќи некого да голтне. Истото зборче е употребено и таму, нефо. Е овдека и таму. Трезвеност. Знаеш дека има лав околу тебе, непријател, кој е силен и може да те голтне. И како треба да се однесуваш? Да бидеш буден, трезвен, да размислуваш, да внимаваш и да знаеш како ќе постапуваш, да правиш стратегија, за да не влезеш, да не паднеш во канџите на лавот. Треба да бидеш мудар во постапките. Знаејќи, а овдека ова зборче трезвеност е во контекст на молитвата, знаејќи какви сме, имајќи реална представа за себе, треба да знаеме како да се однесуваме, да се молиме, да очекуваме Бог да ни дава сила, да не води и тој да го гради нашиот живот во верата. Значи, прво, молитвата е таа што го прославува Господ. Да се молиме на начин на кој што Бог ќе биде прославен во животот. Црквата треба да го прославува преку љубовта. А пред се имајте постојана љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу греови. Бидете гостолюбиви еден спрема друг, без негодување. Пред се вели. Пред се имајте постојано љубов меѓу себе. За тоа го свртува вниманието кон најважното. Љубовта. Љубовта е основата на христијанскиот живот. На љубовта почива се. И како љубовта го прославува Бог? Последната вечер, кога беше со учениците, Исус Христос, тоа е запишено во Јован 14 глава, им рече, ви давам нова заповед. Новата заповед е да се љубите еден со друг. Зошто? Зашто така ќе познаат дека сте мои ученици. Како луѓето ќе ја видат славата на Бог? Ако се љубиме еден со друг. Тогаш ќе познаат дека сме Божи луѓе и тогаш нашите животи ќе го прослават Бог. Тогаш луѓето ќе знаат дека ние му припаѓаме Бог и се правиме за Бог. Љубовта го прославува Бог. Вистинската љубов, Божјата љубов, кога ќе се види во нашиот живот, тогаш луѓето ќе речат колку голем Бог имаат тие. Во каков голем Бог веруваат. И се ова љубов, вели апостол, а Петар треба да биде постојана. Постојано
да се любите еден со друг. Имајте постојано љубов меѓу себе. Ова зборче постојано илустрира спортист, е земено од таа иконографија. Спортист на Олимписки игри кој трча и со последни сили, напори, ги поминува последните чекори пред целта. Вложува се. Усилби, енергија, напори. И тука е ова зборче вклучено. Што значи дека љубовта бара усилби. Љубовта е дејство во кое што се вклучуваат усилбите. А тоа значи дека љубовта не е емоција, не е чувство. Со самото тоа што ова е заповедано, е дадено како заповед, значи дека не е емоција или чувство. Не може емоцијата да биде заповедена. Само дејството може да биде дадено како заповед. А тоа зошто е важно? Зашто ние имаме добри чувства кон едни, а лоши чувства кон други. И ако се водиме од чувствата, едни ќе љубиме, други ќе мразиме. И таквиот живот нема да го прослави Бог. Ако сакаме Бог да биде прославен, треба и оние кон кои имаме добри чувства и оние кои имаме лоши чувства да ги љубиме. Да ги вложиме нашите усилби кон љубов на секого. И тоа е важно зашто љубовта, вели, покрива многу гревови. Ова цитат од Поговорките 10:12, каде што е сместено, ова реченица сместена во еден стих кој говори како контраст љубов и омраза. Љубовта покрива многу гревови, а пак омразата води кон гавги, кон раздори. Што значи тоа дека љубовта покрива многу гревови? Верувам дека сите имаме луѓе околу нас кои многу ги сакаме и многу ни значат. И кога некој таква личност ке сгреши, како постапуваме? Се обидуваме многу внимателно, многу деликатно, да ја обновиме таа личност. Да, ќе ја соочиме со гревот, но тоа ќе го направиме внимателно, покажувајќи љубов, бидејќи ни значи таа личност. Нема да почнеме да разгласуваме за гревот на таа личност кај кога ќе стигнеме. Ќе се обидеме колку што можеме повеќе тоа да го локализираме, проблемот, да го локализираме, да го решиме колку што се може потивко и побезбедно за самата личност. А ако пак личноста која извршила грев е со лоши чувства, предизвикува лоши чувства во нас, тоест не е личност која ни е омилена, или дури може би личност која мразиме, и кога ќе чуеме дека сгрешила таа личност, каква е нашата реакција? Спротивно од онаа што ја правиме кон оние што ги сакаме. Веднаш ќе почнеме да збориме каква таа личност. Неговиот грев нема да се покрие. Неговиот грев ќе стане колку што се може појавен. Зошто? Зашто ние не сакаме таа личност да се обнови од гревот, ние сакаме таа личност да пропадне во гревот. Да ја смачкаме, да ја згазиме. Зашто неуспехот на личноста кај нас произведува убави чувства. Ако се водиме од чувствата, ќе постапуваме така. Зато вели, постојано имајте љубов меѓу вас. И таа љубов треба да биде заповед за секого. Любете се еден со друг, сите, без исклучок, со божествената љубов, која покрива многу гревови. Ако ние навистина се љубиме еден со друг, нашата љубов ќе ги покрива гревовите, тоа ќе биде љубов која лекува, и тоа е љубов која ќе го привлекува, ќе го предизвикува светот. Знаете ли, кој една од најсилните пречки луѓето во светот да доаѓаат во црквите? Па луѓето во светот ги гледат конфликтите меѓу христијаните. Кога во некоја црква ќе се случи нешто, христијаните го разгласуваат тоа. Денес на социјалните мрежи сведоци сме како
христијани се јадат едни со други и тоа пред очите на луѓето во светот. Овој бил кодош, оној бил ваков, оној бил онаков. И спорат, се јадат, се навредуваат, а луѓето во светот го гледаат сето тоа, го читаат. И на крајот нормалната реакција е: па зошто би отишол јас на црква кога таму тие се јадат еден со друг? И се прославува ли Бог на таков начин? Никако. Любете се еден со друг, зашто љубовта покрива многу гревови, а омразата уште повеќе го поттикнува гревот, раздорот и кавгата. Во љубовта се прославува Бог, во раздорите се осквернува Божото име. Затоа вели: љубите се еден со друг. Секако дека тоа не значи дека љубовта треба да го прикрие, да го релативизира гревот. Вистинската љубов се конфронтира со гревот, но при тоа, како што рековме, целта е не да се разгласи гревот, туку да се рехабилитира личноста, да се врати во правилни односи со Бог, зашто сепак гревот не го спречува прославувањето на Бог во животот на тој човек. Бидете гостолюбиви еден спрема друг, без негодување. И повторно овдека е применато она постојанство во љубовта меѓу себе, сите. Бидете гостопремливи кон сите. Како заповед е дадено тоа. Зашто пак, водени од чувствата, некои ни се драги да не дојдат дома, а пак други кога ќе не дојдат негодуваме. А ова е пак, ова заповед има и културен контекст. Во тоа време немало хотели, па патувачките служители, како апостоли, пророци, учители, зависеле од гостопримството на христијаните. Кога патувале од еден град во друг град, од едно село во друго село, а според правилата во тоа време, харизматските служења во кои што влегувале апостолските, пророчките служења, таквите служители не смееле да имат никаков имот и финансии. Ако сакаш да се посветиш на таква служба, се откажеш од секаков имот. И тие целосно зависеле од гостопримството на христијаните. И апостол Петар им вели: сите ќе си ги отварате домовите. Не само за оние што ви се драги апостоли или пророци или учители, туку за секого. Бидете гостопримливи. Тоа е во контекст на општата заповед за љубов. Ако имаме љубов еден кон друг постојана, вистинска, тогаш ќе го прифаќаме секого, вели апостол Петар. Ако не, ќе бидеме како онаа шега, кога дошле гости кај некое семејство и останале на вечера, и маста била сервирана и седнале сите, домакините имале мало дете и пред јадење се поставило прашањето кој ќе се моли сега за вечерата, и од гостите некој рекол: па еве малото дете, тоа нека се помоли. И детето рекол: па јас не знам како да се молам. И веднаш мајката, за да покаже колку знаат они, колку се молат дома, рекла на детето: како не знаеш, па не слушаш ние како се молим, еве моли се како што се моли мама. И детето рекло: па добро. И кажало: Господи, Господи, од кај ми дојда овие на гости сега? Тоа била реакцијата на мајката. Нема да негодувате, имајте љубов меѓу себе и прифаќајте се, бидете гостопримливи. И на крајот црквата треба да го прославува Бог преку служењето. Служете се еден на друг, секој со дарбата што ја примил, како добри управители на разнообразната Божја благодат. Ако некој говори, нека знае дека зборува Божји зборови, ако некој служи, нека служи според силата која Бог ја дава. Кога Павле говори за дарбите, тој прави долги списоци и изредува еден куп дарби. Апостол Петар е така систематизиран, тој дава само две групи. Вели: оној кој говори да говори, оној кој служи да служи. Оној кој има дарба да проповеда, нека проповеда, оној кој има дарба да евангелизира, нека евангелизира, оној кој има дарба да пророкува, нека пророкува, оној кој има дарба да советува, нека советува, и сите тие ги става во една куп. Ако имаш дарба да говориш,
Тоест, некој од тие дарби говори. Ако имаш дарба да служиш, да помагаш, милосрдие, да управуваш и така натаму, прави го тоа. Оно што е важно овдека, еден важен збор што се истакнува. Вели секој со дарбата што ја примил. И во сите текстови во Новиот Завет каде што се зборува за дарби, секаде се среќа зборот што секој. Секаде секој. Што значи дека секој примил дарба. Секој има дарба. И секој треба, како добар управник на разнообразната Божја благодат, да ја користи дарбата. Божјата благодат е разнообразна. Тоа значи дека дарбите се разнообразни. Но сите дарби се од Божјата благодат, што значи дека сите дарби се важни. Има видливи. Дарбите на говорење се видливи дарби. Кога ти ќе застанеш да зборуваш, сите те гледаат и слушат. Дарбите на служење се така зад сцената. Но не се едните помалку важни од другите. Сите се важни. Но она што е исто така важно овдека, е дека тие дарби треба да се користат и во зависност од користењето на дарбата, во зависност од колку добри управители сме на дарбата што Бог ни е дал, ќе зависи колку Бог ќе се прослави. А од тоа зависи и колку ќе биде успешна црквата. Од тоа колку е успешна црквата ќе зависи колку Бог се прославува. А пак успешното на црквата зависи тоа колку секој, како добар управител ја користи дарбата. Ако не ја користиме дарбата како добри управници, нема да се прославува Бог. И таа дарба, интересно, и тука Бог се прославува преку тоа, таа дарба е дадена според силата од Бог. Вели, ако некој служи, нека служи според силата која Бог ја дава. Ова е интересна фраза. Ако сакаме така модерно да ја преведеме и да го вложиме во буквалното значење, би значило нека служи според спонзорството кое Бог го дава. Зашто ова фраза, така буквално, се употребува во случаевите кога во древноста уметниците добивале помош од нивните мецени. Имало богати луѓе кои спонзорирале уметници. Го спонзорирале нивното дело. И во завис тоа колку ти е богат спонзорот, мецената, ќе зависи колку ќе е големо твоето дело. И овде апостол Петар вели, вашиот мецена е самиот Бог. Славниот Бог. Бескрајно великиот Бог. И според силата што тој ви ја дава, според таа сила вие служете. И колкова е силата што Бог ја дава? Семокниот Бог. Според таа сила, вели, треба да работите. И ако работиме според таа сила, нема да има христијани кои прегоруваат во служба. Денес многу е популарно, во 20-21 век. Многу е популарно да се слушне како христијани прегореле во служба. Она што викат burnt out, прегореле во работата. Ами, како можат да прегорат кога силата, пише овде, дека доаѓа од Бог? Веројатно има проблем. И како се прославува, како може Бог да се прослави преку прегорен служител? Веројатно, служењето не било за она намена за која овде апостол Петар вели дека треба да биде. Служењето треба да е за да се прослави Бог. Ако ние се поставиме друг мотив, ние да се прославиме, ние да се реализираме, моето лично дело да се прослави, тогаш ќе дојде прегорувањето. Ако нашата цел е Бог да се прослави, нема никогаш да се случи тоа. Славата на Бог е единствениот мотив кој не мотивира да служиме без да се истоштиме. И ако служиме за слава на Бог, јас верувам дека нема да има истоштување. Зашто нема да дојде момент во кој човек ќе се разочара.
Прашањето е за кого живееме, прашањето за кого служиме, прашањето кој ни е центарот, што ни е мотивот. И ајде да сумираме на крај, да завршиме. 1959 година Чикаго требало да биде посетен од британската кралица. И бидејќи важен гостин доаѓа во градот, може би прв пат во историјата, не знам, сите биле вклучени во подготовките. Го подредиле пристаништето каде што требало да дојде јахтата на кралицата, ги сварбале кошничките за ѓубре, се средиле во градот. Нови фасади, ставиле, купиле црвен тепих, го ставиле пред пристаништето и нормално требало да договорат со хотелот, најубавиот хотел во кој требало да биде сместена кралицата. И кога се јавили и кажале дали се е готово и дали се спремни, управниците рекле: нашиот хотел нема потреба од посебна подготовка. Ние можеме во секој момент да прифатиме царски гостини. Тоа е она што апостол Петар сака да ни го каже. Живејте го животот така што кога Христос ќе дојде, да бидете подготвени. Нема потреба да толкувате времиња, денови, знаци, за да се подготвувате специјално. Вие треба секогаш да бидете специјално подготвени за царот, кој ќе дојде на посета. Крајот е близо. Наместо да седиме на планините и да чекаме да дојде, наместо да гледаме низ пенџерињата во облаците, треба да го правиме оно што вели апостол Петар. Да се молиме со реалната представа за себе, со трезвен поглед на животот, осознавајќи дека во се зависиме од Бог и во молитвите да го прославуваме Бог. Да се љубиме еден кон друг постојано, зашто љубовта ги покрива гревовите и ја покажува славата во нашиот живот и славата на Бог. И да се служиме еден на друг без негодување. Зашто силата која ни дава Бог е потенцијал, капацитет за такво служење во кој навистина ќе се види Божјата слава. Нашите животи секогаш треба да бидат подготвени за царот. Да не се случи неподготвени, да го чекаме крајот за кој никој од нас не знае кога ќе дојде во индивидуалниот живот.